Пред многу векови, пред многу лета, тргнале тие на мисија света. Со добра мисла и со збор благ да носат светлина каде владел мрак. Народ дописменат, измачен беден, но за ука и знаење жеден. Народ кој сакал сам судбина да крои, да чита и пишува на јазикот свој. Со верба во Бога, носејќи тешко бреме, го посеале тие своето семе. Ја ширеле писменоста, како светлина во ноќ, да учат да творат, имале мојк. Азбука напишале, од темнина спас, азбука создале, не просветиле и нас. Учители словенски, со голема душа и срце смело, вечно сме благодарни за вашето дело. Кирил и Методи, наши први учители, наши први просветители. Многу векови поминаа, откако сложните браќа од Солун заминаа. Крајот нивни роден го оставија, а својата писменост со други ја споделија. Училишта ти отворија, азбука и писмо нас ни подарија, а мисии многу исполнија. Книги преведуваа, настави, безброј спроведуваа и ученици верни стекнуваа. Азбуката глаголица ја нарекува, а во неја 38 цвеќиња засадија. За писменоста наша труд вложија и писменост да секој приложија. Учители наши први беа и останаа, со просветителството секој без збор го оставаа. Браќата Солунски, Кирил и Методи, учители просветители наши први, од секогаш беа и во сечие срце белег оставија. Со доаѓањето на словените во Македонија, тие со себе ги довеле и паганските верувања и својот јазик. За писмено изразување тие употребувале црти и рески. Сепак со доаѓањето во Македонија и Јужниот Балкан се сретнале со напредна култура и развиена писменост. Поради тоа се појавила потреба создават нови знаци, букви со кои ќе се пишуваат словенските зборови, тоест писмено ќе се забележува јазикот на словените. Создавањето на азбуката на словените било дипломатски чекор за Византија, а со азбуката византиската придобивка била двојна. Едно, ширењето на христијанството кај словените било полесно, второ, Византија, придобивајќи ги балканските словени на своја страна, си обезбедувала подобра позиција против бугарската држава која напаѓала на териториите на Византија на Балканот. Задачата за создавање на словенското писмо од Византискиот двор ја добил Кирил Константин филозоф, кој имал целосна поддршка и помош од неговиот брат Методи. Константин и Методи се браќа родени и пораснати во Солун. Тие потекнуваат од угледно солунско семејство. Нивни родители биле Лав и Марија. Методи е роден во 826 година. Поради стекнатото знаење и способностите кои ги поседувал, Методи на 20 годишна возраст од Византискиот двор добил чин војвода. Тој, како војвода, во 845 година бил испратен како управник на Словенското кнежество во Македонија, кој се простирало во Струмичко-Бредовничкиот регион. Задачата на Методи била да ја осигура поддршката на местното население во борбата против бугарските напади на таа територија. Константин, познат по монашкото име Кирил, бил роден 827 година. Се школува во славенските училишта во каде се на деца под приматните семејства. Како добар ученик рано се школува во Цариградскиот универзитет, Мргунската школа. Таму изучувал повеќе науки и повеќе јазици. По завршувањето на студиите, Константин станал професор по филозофија во универзитетот во писаниот учил претходно.
Како вреден и образован, стекнал голема доверба во византискиот двор. Првата мисија на Константин била мисијата кај сарацените во Багдад. Сугледно на тоа што тој го познаваше арапскиот јазик и Коранот, бил избран од византискиот император Михаил III во дипломатска помирителна мисија. Мисијата била во периодот од 851 до 856 година. Во ова прва дипломатска мисија Константин успел да ослободи извесен број од околу 1000 византијски заробеници кои ги вратил во Византија. Потоа бил испратен да му помогне на својот брат во Словенското кнежество, во Македонија. Ова е така наречената Брегалничка мисија. Доаѓајќи во Брегалничко, според легендата, Константин покрстил 54.000 словени. Таму Константин ги воеше проблемите со кои се соочуваат словените, со немањето на својата азбука и неможноста да се употребува грчкото уницијално писмо и латиничното писмо за запишување специфичните словенски гласови. Мисијата кај хазарите. Во 860 година Константин е испратен од Византија кај хазарите кои живееле на Кримскиот полуостров на брегот на Црно море. Тие немале официјална религија. Кај хазарското население имало евреи, муслимани, христијани и пагани кои биле многобожци. Задача на Константин во оваа дипломатска и верска мисија на хазарскиот каганат била да го прошири христијанството на оваа територија и да ослободи византијски затвореници. Тој со себе го понели својот брат Методи. Во оваа мисија на Крим тие ги откриле моштите на папата Климент I Римски и со верски почести ги положиле во црквата Свети Димитрија во градот Херсон. Константин напишал и пофално слово и химна за папата Климент. Дел од моштите Константин ги понел со себе. Во 863 година моравскиот кнез Ростислав побарал од византискиот император Михаил III да му испрати мисионери за заштита од влијанието на германското свештенство и германските мисионери. Византискиот император на мисија во Моравија ги испратил Константин и Методи. Специјално за престојната мисија, двајцата браќа создале посебна азбука според јазикот на кој зборувале словените, составена од 38 букви. Оваа азбука наречена е глаголица. Превеле дел од Библијата на словенски јазик и неколку богослужбени книги на словенски и заминале во Велика Моравија. Нивната дејност наишла на силен отпор кај германските свештеници, кои жестоко се бореле против воведувањето на словенскиот јазик во богослужбата и против глаголското писмо. Веста за мисионерите во Моравија стигнала и до папата Никола I, па двајцата браќа тргнале кон Рим на средба со папата. Мисијата во Панонија. За делото и големината на браќата Константин и Методи дознал и кнезот Коцел од Панонија. Тој ги повикал браќата да им помогнат на панонските словени против германизацијата. Константин и Методи останале во Панонија 6 месеци, каде што го ширеле христијанството и ја ширеле писменоста кај тамошниот народ. Потоа, тие преку Венеција отпатувале во Рим. Во Рим браќата биле примени од папата Адриан II, затоа што Никола I скоро го почина. Нему му ги предале моштите од папата Климент I. Поради мудроста и пожртвуваноста на Климент и Методи, поради нивната мисија за ширење на христијанството и поради честа која му направиле на починатиот папа Климент I, Адриан II го ракоположил Константин за свештеник, а неговите ученици за презвитери и ѓакони. На Константин му било дозволено да изведе богослужба на словенски јазици. Црковните книги кои биле преведени на словенски јазик и писмото биле оставени на поклонение на еден од римските храмови. Преводот на Библијата и бил осветен од папата кој дозволил да за Велика Моравија и Панонија да се богослужува на словенски јазик. Во Рим Константин тешко се разболел. Се замонашил во февруари 869 година и по 50 дена починал. Непосредно пред смртта, тој го примил монашкото име Кирил. Неговото тело со високи верски почести било пренесено во црквата Свети Климент во Рим, каде што се наоѓа до денешни дни.
Методи со од папата издадениот архиепископски чин се вратил во Велика Моравија и продолжил со мисијата. Заедно со своите ученици, дејноста ја вршил со големи тешкоти поради германското духовенство, се до неговата смрт во 885 година.